Пари во банка или под перница, колку се сигурни за штедите во банките после пропаста на Евростандард банка. Граѓаните со поделени размислувања. Дел од нив велат дека немаа доверба во банките, но добар дел сметаат дека за штедите им биле сигурни. Обшто банкарски систем не е поверење. Затоа што ни каматите, ни платите, ни штетите влогови не се секогаш сигурни. Поверење имате во сите? Да, секако. Имате заштедено во некоја банка некој денар? Па, нешто ситно. Сигурни ли се или? Сигурни Па се, се сигурни надеваме, се. се надеваме. Не би требало да има сомнеш. Ако така се сомневаме во секоја банка, каде би бил? Тоа е еден случај, само што не е само тај, би имало и претходни, меѓутоа другите се предпоставам се во ред. Ништо не мислам, немам доверба. Никогаш. Па да ти кажам, падна поверење во, али три најстабилни банки има у државата. Не е какви штење, 3 банки пензија, ке штеда. Метежот кој деновиве се создаде пред банките бил поради отворање на нови сметки на граѓаните, велат дел од банкарите. Оттаму додаваа дека не забележале невообичаено повлекување на дел од парите, кои би се поврзале со случајот со пропаѓањето на Евростандард банката. Дека нема никакви повлекување на депозити и покрај пропаѓањето на Евростандард банка, велат и од Народната банка. Оттаму велат дека квалитетот на сопствените средства на банкарскиот систем е исклучително висок и околу 90% се состојат од редовен основен капитал. Со ваквите перформанси банкарскиот систем е во кондиција со кое што во секој момент може во рамки на максимумот да одговори на потребите на клиентите и ефикасно да им овозможи користење на банкарските услуги и производи, вклучително и квалитетна и соодветна кредитна поддршка и клучно безбедност на нивните депозити, уверуваат од кабинетот на гувернерката Анита Бежовска-Лексовска. Инаку според Народната банка заклучно со јуни годинава, граѓаните во домашните банки и штедилници чувале заштеди од 4,56 милиарди евра. Инаку само во Евростандард банка се чувале заштеди од 71,5 милиони евра, а на 130.000 штедачи ќе бидат целосно обештетени од фондот за осигурување депозити и тие веднаш ќе земат сума до 30.000 евра. Штедачите со над оваа сума, парите ќе мора да ги чекаат од стечајната маса.